Предлог законот за заштита од пушење во вторник ќе биде разгледан на седница на владата, пошто ќе биде проследен во собранието, информираше министерот за здравство Азир Алиу. Тој оцени дека целиот процес на неговото процесирање може да трае околу 1 до 1,5 месец. Алиу нагласи дека досега не постојат отворени прашања поврзани со законот, бидејќи, како што рече, биле одржани повеќе состаноци со сите заинтересирани страни. При тоа биле разгледани забелешките од различни аспекти: научен, економски, инфраструктурен, социјален и здравствен. Според него сите дилеми се надминати. Тој посочи дека законот има за цел да воспостави јасни правила за заштита од пушење, при што се прави разлика меѓу простори во кои е дозволено и оние во кои не е дозволено пушењето. Во таа насока, како што појасни, е направена научна анализа за условите под кои одреден простор може да се третира како простор за пушење. Министерот истакна дека според експертските анализи, терасите со најмалку 2 отворени страни може да се користат како простори за пушење. Дополнително во законот е предвидено и покривот да се смета како една од отворените страни, со цел да се овозможи подобра циркулација на воздухот. Алиу наведе дека во Скопје има над 7.000 угостителски објекти со тераси, при што многу од нив немаат можност да исполнат услови со 3 отворени страни, па затоа се предвидуваат пофлексибилни решенија. Како значајна обврска за угостителите, тој ја истакна потребата од одвоен влез во деловите каде што се пуши, со цел да се заштитат непушачите. Според него, основната цел на законските измени е да се создадат услови за заштита на здравието на граѓаните. Министерот изрази очекување дека со имплементацијата на законот земјата ќе биде запознаена по подобрени здравствени политики со долгорочна цел за значително намалување на бројот на пушачите во државава.